По повеќе од една година неизвестност, пат на производството и отпуштање на работници, кризата во текстилната индустрија полека попушта, но не за сите. Може да се каже дека оние што работат работна облека има доволно работа, но оние што работат модни облеки, тие имаат се уште проблеми и во просек некаде капацитетите ги задоволуваат околу 50% од инсталираните капацитети. Според анализите на текстилниот кластер и Организацијата на работодавачи, поголемите текстилни компании се извлекуваат од кризата. Заглавени остануваат помалите и на нив се уште им е неопходна помош од државата. Дел од компаниите прашуваат дали ќе има седми пакет на мерки, дали за текстил ќе има некој помош. Би било добро за компаниите кои немаат работа, значи не за оние што работат, само за оние што немаат работа да се има одредена помош за да не згаснат таквите компании. Тоа се помалите компании кои претежно работеа втора рака, фактски земаа работа од поголемите конфекции, а немаат директни контакти со партнери од надвор. И тоа се помалите компании, значи до 20-30 вработени, и тие се највише погодени од ударот. Во Источна Македонија има доста такви мали компании. Текстилните менаџери се оптимисти дека доколку состојбата со пандемијата се стабилизира, стабилните денови и за нив ќе дојдат многу бргу. Оптимистичко сценарио би било дека веќе од јули-август дека нема да има проблеми, бидејќи се подобро ситуацијата и надвор и кај нас се уште се зголемува бројот на вакцинираните, но никој не може точно да предпостави што ќе се случи, особено е ризично дали на есен ќе имаме нов бран. Ако немаме нов бран, тогаш може до крајот на година да очекуваме дека ќе се стабилизира работата. Очите на сите текстилни компании сега се свртени кон запад, откаде очекуваат укинување на мерките, што за нив ќе значи нарачки за работа и живот. Само така, оваа индустријска гранка која обезбедува работа и екзистенција за над 30.000 семејства во државата ќе може да опстане.